Назад сме во живо од студиото и со колегата Дејан Андоновиќ ги коментираме сите случувања во Европа и во светот кои што се барем за денеска тема на фокусот во јавноста. Косово, 20 годишнината од влегувањето на трупите на НАТО во Косово, меѓутоа што е интересно, има две изјави на двајца американски политичари, едниот поранешен председател, другиот актуелен државен заменик секретар, Метју Палмер. Бил Клинтон вели Косово со начинот на кој што ја градал својата држава припаѓа во Европската унија и во НАТО, а Палмер од друга страна за односите на Косово со Србија вели треба да се угледаат на Македонија и на Грција. Па добро, сега која е подготвеноста, дали самиот збор што го кажа поранешниот се е јасно. Јас би поставил контрапрашање зашто кога Клинтон во 2 мандата беше председател на Соединетите Американски држави и ја изведе таа воена интервенција врз тогашната СРЈ, зашто тогаш не ја притисна Европската унија да влезе Косово во Европската унија, во НАТО и се. Тоа е на некој начин реторика на сите оние поранешни политичари. Секогаш кога си поранешен ти е полесно да кажеш што би требал да направиш и покрај тоа што рангот на Бил Клинтон, тоа што бил и денешниот на Метју Палмер е различен, сепак ово е актуелен, ово е поранешен и второ кога си нели во работата и одговорноста можеш по-внимателно и по-реално да ги гледаш работите. Косово е далеку од влез во Европска унија, далеку од влез во НАТО. Би се рекло дека се уште не е ни држава и покрај тоа што нели е признаено од 80-ти држава која што е во држави. почеток на своето градење. Па држава чии суверенитет е се уште оспорен од една друга држава, во случајот Србија, но и е оспорен од 5 земји членки на Европската унија. Ќе потсетам дека и покрај политиката на НАТО и на Европската унија, 5 земји членки на Европската унија не го признаваат Косово како независно. Тоа е Шпанија, тоа е Словачка, тоа е Романија, тоа е Грција, тоа е Кипар. Така да, ми се чини дека Косово е далеко од тие евроинтегративни процеси. Тоа треба сега за сега, еве, денеска го слави роденден од 20 години, откако трупите на НАТО влегува на Косово по оној Кумановски војно-технички договор, потпишан 2 дена порано, значи на 10 јуни, кога српската, односно тогашната војска на Југославија и НАТО се согласија војската на Југославија да се повлече од Косово на одредено време. Што до ден денеска поминаа 20 години, веќе тој би рекол планот на тогашниот представник на Европската унија Марти Ахтисари и рускиот представник Черномирдин опфаќаше СР Југославија само да се повлече со своите полициски воени единици. Ја изготви онаа резолуција 1244, НАТО влезе на Косово, но договорот беше во наредниот период Србија повторно да се врати со 999 војници на Косово, повторно ќе кажам резолуција на Обединетите нации 1244 и во тој воено-технички договор јас морам да прокоментирам дека тоа не беше пораз, бидејќи доколку беше пораз на војската на Југославија, тогаш војската ќе мораше да го остави на вооружувањето и целата воена техника. Тие само се договорија да прекинат оние воени напади, да прекине насилството, да видат што понатаму. Еве 20 години после тоа се уште не се знае каде понатаму. Косово почна од 2008 година да ја добива независноста со поддршка на Соединетите Американски држави, ја призна над 94 земји во светот. Факто би се рекло дека е држава која што е доправа во создавање. Да, но мораме сега да гледаме и другата страна. Српската дипломатија по некои канали успеа да оспори, негде 14 или 15 држави го повлекоа признавањето на Косово. Исто така јас повторно ќе кажам, дилемата е малце филозофска, доколку Косово пред 20 години ја стекна својата независност, зошто денеска преговараат со Србија? Очигледно има нешто што мора да добијат и амин од Србија, за да ја добијат и конечно независноста. Ке те потсетам дека она што е најактуелно во моментов е дека Приштина не бара Шпанија да ја признае независноста на Косово или Романија, која де факто не ја признава, туку бара од Белград да ја признае независноста на Косово. Очигледно чим се на преговори, очигледно е многу важен и аминот на Србија. Ќе продолжиме со анализата, да го
погледнеме прилогот подготвен од колегите од Дескот на темава, па се враќаме повторно со разговорот. Со низа свечености, Косово ја одбележува 20 годишнината од влегувањето на силите на НАТО во земјата. Крај на војната од 1998-99 година. По повод прославата присуствуваат државниот врв и високи гости од странство, меѓу кои поранешниот председател на САД Бил Клинтон, поранешната државна секретарка Медлен Олбрајт и тогашниот командант на НАТО Весли Кларк. Околу 50.000 припадници на копнените сили на Алијансата на денешен ден пред 20 години влегоа во Косово, откако 3 дена претходно во Куманово беше потпишан воено-технички договор со војската на тогашната СР Југославија и косовската полиција, што го означи крајот на 78-дневната воздушна кампања на НАТО против СР Југославија и повлекувањето на српските сили од Косово. Околу 9 дена подоцна, во февруари 2008-та, Косово прогласи независност, која досега ја имаат признаено околу 100 држави во светот. Да, Андоновиќ исто така еден важен дел од оваа приказна и претходно често сме го дискутирале тука во отвореното студио околу меѓусебното признавање на Приштина и Белград. Сега има исто така една интересна изјава, ајде фигуративно кажано, интересна од косовскиот вице-премиер Хоџај, кој што пак вели дека можно било Приштина и Белград до година меѓусебно да се признаеле. Апропо ова пред прилогот што го зборувавме. Се оди на таа варијанта, големите сили се обидуваат да ги принудат двете страни да се признат меѓусебно и да си направат отстапки, односно компромис. Јасно е дека кога две страни не може да се договорат, мора да направат одредени отстапки. Со преговорите кои се водеа изминатиот период, отстапките дојдоа у најразлични варијанти, од демаркација и размена на територии до некаков суверенитет или автономија на српските општини на Косово. Но за изминативе месеци ние видовме дека со блокирањето на Србија, со блокирањето на Косово од страна на Србија да влезе во Интерпол, да влезе во УНЕСКО и во некои други меѓународни организации, што беше голема победа, дипломатска победа на Белград. Косово отиде на варијантата да ги оцарини српските производи на Косово, што практично го пропасти, односно го сруши скроз преговорите помеѓу Белград и Приштина. Еве, дали има некаква позадина зад ваквите изјави? Позадината е јасна. Ако на повеќето ни е јасно, дека може би во поблизок период или иден период нема де факто да има затоплување во овие односи, од каде потребата да се даваат вакви изјави? Јас повторно ќе кажам, двете страни дојдоа и до варијантата да дојде до размена на територии. Ние тоа го коментиравме во студиото, но веднаш се виде дека тоа е американски предлог и американците сакат по секоја цена да го решат Косово, па по цена нели да дојде до размена на територии. Европскиот модел на некој друг нив не им одговара да дојде до размена на територии, бидејќи тоа ќе отвори Пандорината кутија, не знам, и во Шпанија, и во Португалија, и во Република Српска, и Босна, така да европскиот модел кој го застапуваат Европската унија, но бидејќи таа нели беше во избори, ја приматот го зема Меркел и Макрон, се обидоа да ги седнат на заедничка маса двете страни и додат на другиот модел, а тоа е Косово да биде еден дел, односно да биде под протекторат на Брисел, па у наредните 10 години, кога ќе влезат сите во Европската унија, да не е ни важно дали е Косово, Србија или Македонија, сите ќе бидеме во Европската унија. Меѓутоа, нели, сме сведоци дека и европската дипломатија, пред се Меркел и Макрон, не успеваат да ги принудат двете страни, особено бидејќи овие воведоа такси, а овие не сакаат да ја признаат Приштина, односно да го признаат Косово. Имаше еден самит, тој беше во Берлин, тој беше тотално неуспешен. Сега вториот самит Меркел и Макрон го организираат во Париз, меѓутоа по се изгледа двете страни се цврсто закопани во своите позиции и најверојатно нема ни да дојде до тој самит, бидејќи не можат големите да се дозволат втор самит кој ќе биде неуспешен околу косовското прашање. Особено што се чини дека косовската страна не крие дека един легитимен представник и партнер во светот им се Соединетите американски држави, додека србите, иако играат на релација Брисел
Берлин, Париз, сепак ми се чини дека имат и големо влијание од Москва, а тоа значи дека двете страни се диаметрално различни во своите позиции. Токму затоа и ова и денеска, оваа 20 годишнина од Косовската независност беше на некој начин презентирано како поранешната Клинтонова администрација, предводена од самиот Бил Клинтон, дојде и добие толкова чест на роден денот на Косово. Тие се почесни граѓани на Косово, се сметат како херои кои ги ослободиле косоварите од српската... Затоа има и статуа. Да, имаат и статуа, но имаат и буквално статус на ослободители. Денеска се случи еден мал, да кажеме, нели, инцидент кога се појави Бил Клинтон пред на собраните луѓе, имаше огромен аплауз. Кога се појави претседателот на Косово Хашим Тачи, беше исвиркан, што само укажува дека се тоа што се случува во регионот, го коментираме секојдневно, може да се реши само со преговори, но и веројатно нови избори. Косово е пред избори, а може би и Србија, па може би некоја нова елита и гарнитура, заедно со онаа која треба да седне во Брисел, европската гарнитура, може би ќе изнајде некое ново решение, а може би и што да некако во минатото американската дипломатија да вклучи онаа булдожер дипломатија, да ги принуди двете страни и да заврши како што ќе заврши. Ќе траат преговорите. Само сакам да докажам дека еве Макрон, претседателот на Франција, доаѓа на 16 во Белград во посета, што може би кажува дека ќе го притисне Вучич да направи одредени отстъпки. Да. Да преминеме на другата тема за која што прво ќе ги запознаеме гледачите, ќе го погледнеме прилогот, а потоа ќе дискутираме. Имено темата е безбедноста во светот и не е никакво изненадување со оглед на тоа што 11 години поред Исланд е најбезбедната држава во светот. Го гледаме прилогот и се враќаме. Илјадници демонстранти во Хонг Конг го блокираа влезот на законодавниот совет пред второто читање на контраверзниот закон, што ќе му возможи на луѓе да бидат екстрадирани од Хонг Конг во Кина за судење. Иако на крајот на минатата недела милион луѓе протестираа против тој документ, владата на Хонг Конг вети дека ќе го поддржи процесот на усвојување и ќе гласа за тоа до 20 јуни. Поради протестите беше одложена владината седница. Бидејќи сме подготвени за повеќе теми во овој дел, нели, за сите случувања, Исланд и безбедноста во светот. Нека биде трета тема, Нека ова е биде, да, поактуелно ми се чини. Ова е всушност и можеби најголемата тема која што се зборува. Ова е на светските тикери прва вест последниве 2 дена, особено денеска, ако се земе во предвид дека има протести и дека демонстрантите во Хонг Конг велат дека на улиците има милион луѓе кои протестираат, а властите лажат па велат има само 350.000, бројки кои за нас се смешни, бидејќи кај нас кога ќе кажеш излегле 50.000 луѓе, кажеш масовен протест, а властите велат го умалуваат, тоа па викат има само 350-400.000. Ајде малку само за причините за едни вакви протести. Се работи за различни системи помеѓу Кина и Хонг Конг. Причината е јасна. Кина е една држава со два системи, ќе потсетиме комунистичкиот систем е во Кина, а во Хонг Конг и Макао, односно поранешната британска колонија Хонг Конг, која 1997 година Британија ја отстапи на Кина, и Макао, која е португалска колонија, сега да не ја шириме понатаму. Тие две држави влегува во политиката обедината Кина, третата е Тајван, за неја ќе збориме друг пат. Влегува во Кина, многу задржаа својот капиталистички модел. Значи и Хонг Конг и Макао се во Кина, кинески власти, сето тоа, меѓутоа го задржаа капиталистичкиот модел, додека Кина, останатиот дел е комунистичка. Властите на владата, регионалната влада на Хонг Конг, донесе закон кој порано го немаше, бидејќи беше под британска колонијална власт, сите осудени лица во Хонг Конг или во Кина, а избегале во Хонг Конг, да не може да се екстрадираат назад во Кина. Сега Хонг Конг го менува законот под притисок на Пекинг, се разбира, и го изгласува законот, односно треба во собранието и официјално да добие парав, поддршка, дека сите лица кои ги бара Кина во целата територија може да бидат испорачаат. Например, ако си уапсен во Хонг Конг, да ти испорачаат во Пекинг или Шангај. Протестите излегува пред се, ако се земе во предвид дека ајде, најпросто во Кина има смртна казна, во Хонг Конг нема. Значи, огромен број на лица кои може би се обвинети за некои
би рекол, ајде, банални обвинувања би можеле да добијат големи драконски казни наспроти овој демократскиот, прогресивниот, прозападниот свет, каде што тие казни веројатно би биле помали. Па јас ќе потсетам само дека во Кина е со години забрането да имаш второ дете. Семејствата имат едно дете само. Доколку добиеш второ дете, за тоа си обвинет кривично. При тоа администрацијата на Хонг Конг ја одредува Кина. Ја одредува официјален И сега протестите се изгледа на улиците и дојдене се дотаму што до пред да влеземе во студиото, толку се насилни што и полицијата почнува да реагира насилно, не како што кога била Британија. Значи почнале со пукотници, ајде гумени куршуми. Сакам да кажам, да, солзавец, гумени куршуми, но па демонстрантите се релативно доста агресивни, сакаат да влезат на сила во регионалниот парламент и да ги попречат пратениците да го изгласаат овој закон. Ќе видиме како ќе биде, сега за сега тоа трае, но факт е дека нешто се случува во Хонг Конг. Властите таму, односно граѓаните таму обвинуваат дека Кина сака да го воспостави комунистичкиот систем дури и во Хонг Конг, што не е договорено со Британија 1997 година, но на мене што ме чуди сега за сега што Британија се уште не реагира, нема никаква официјална реакција, па ќе видиме како ќе биде тоа во наредните. Еве ова се снимките од она што се случува во Хонг Конг, се гледа дека е масовен. Не масовен е, тука нема разговор, но она што кога го гледаме ние од Балканот овака протестите, знаеме дека масовни протести кај нас се 10.000, 20.000, 50.000, па властите ќе го смањат бројот, ќе кажат немало 50, имало 10.000 гре. Али кај нив ми беше интересно што овие тврдат дека се милион, а овие викаат не бре, само 450.000 се на улиците, што даваме малце нели сега шарм на целиот разговор, но факт е дека тоа таму нешто се случува и дека политиката на Кина за обединување почна 1997 година, кога Хонг Конг влезе во кинескиот суверенитет, подоцна влезе Макао од страна на Португалија и трета е Тајван, а ќе потсетам, Тајван е островот, односно Формоза Тајван, кој изминатиот период беше камен на сопнување, па дури и причина за некаков судир со американците, бидејќи Кина инсистира Тајван да се врати во границите на Народна република Кина, додека Тајван сака да остане прозападен и да биде под патронат на Соединетите американски држави. Андоновиќ, како за окружување на оваа анализата, трета тема, втора, односно што претходно Чалски ја најавија, предизвика доста внимание во јавноста. Истражување на Австралискиот институт е сега Исланд прогласена за најбезбедна 10 пати поред. Да, земја во светот, Македонија на 65-то место. Меѓутоа сите тројца ќе се согласиме дека де факто не изненадува дека Исланд е прогласен. А исто така не изненадува и дека Авганистан, нели, ќе направиме една контратежа, кај што ќе кажеме Исланд е најбезбеден, додека Авганистан е најнебезбеден. И повеќето земји од Блискиот исток и од околу Авганистан. Па има и воени жаришта и воени жаришта, но и параметрите се тие, внатрешна безбедност, надворешна безбедност. Па може да си најдобра држава на свет, ако ти е лошо обкружувањето и ти ќе бидеш лош, тоа се случува со некои држави кои се тука рангирани. Ќе потсетиме каде се наоѓа Исланд, каде се наоѓа Авганистан. Исланд е можеби најразвиениот дел на Европа, додека Авганистан е таму некаде далеку, каде што со векови е цел и на поробување, но и на внатрешни судири, но исто така во овие параметри се земени климатските промени, кои се сметаат за едно од би рекол најопасните, најголемата опасност за живењето, нели имаме промена на климата, но и повторно ќе кажам глобалната политика. Денеска американскиот претседател Трамп го информираше Конгресот за акциите кои ги прави американската армија или американскиот безбедносен систем надвор од границите на САД, па и самиот кога ќе го чуете каде све оперираат оперативците на разузнавачките служби на САД и војската, ќе сватите зошто е рангот баш таков. Не видов некаде дека околу Исланд има американски граници. Да, ги има информациите, сите овие подетални од извештајот во прилогот на колешката Ива Трајковска. Го гледаме во продолжение, се враќаме со заклучна поента. Последните бедноста е значително намалена отколку пред една деценија, објави Австралискиот институт за економија и мир. Секоја година институтот објавува глобален индекс на мирот, каде се рангирани земјите кои се сметаат за најбезбедни како и најнебезбедни. Рангирањето се заснова врз основа на вкупно 23 фактори, кои опфаќаат надворешни и внатрешни конфликти, воени трошоци, тероризам и друг вид на криминал.
11 години поред Исланд се наоѓа на првото место за најбезбедна земја во светот, а на последното место, како и неколку години поред, се најде Авганистан. Северна Македонија пак се најде на 65-то место. 17 држави кои се наоѓаат меѓу првите 25 земји се токму од Европа. Над 400 милиони луѓе живеат во реони во каде нивото на безбеден живот е ниско и каде има високи ризици поврзани со климатски промени. Најизложени на ризик од еколошките фактори и потенцијални конфликти се државите во регионот јужно од Сахара. Во 8 најнебезбедни земји каде ризиците поврзани со климата се најголеми, живеат околу 103 милиони луѓе. Во извештајот се посочува дека конфликтите во Ирак и Сирија сега почнуваат да се намалуваат, но во исто време избувнуваат нови во Јемен, Никарагва и Турција. На листата се рангирани вкупно 163 земји, а првата десетка покрај Исланд ја сочинуваат и Нов Зеланд, Португалија, Австрија, Данска, Канада, Сингапур, Словенија, Јапонија и Чешка. На дното на листата е Авганистан, а пред него се Сирија, Јужен Судан, Јемен, Ирак и Сомалија, рангирани од 163 до 158 место. Од поголемите држави, Русија се наоѓа на 154 место, Турција на 152, Украина на 150, Соединетите Американски држави на 128 и Кина на 110. Од земјите од регионот најдобро пласирана е Романија на 25 место, Бугарија е на 26, Хрватска на 28, Србија на 50, Албанија на 51, а Грција го дели 65 место со нашата земја. Црна Гора на 67, Босна и Херцеговина на 81, а Косово на 86 место. Ден, вака кога ги слушаме рангирањата, може да се забележи дека Кина, САД и Русија сите се некаде над 100 и некое место и тоа не е некое блиску, да. Сепак се работи за држави кои што освен економски силни се и со своите армии. Така да овој ранг од Институт за економија и мир те изненадува за оваа листа? Па ја повторно ќе кажам, параметрите кои се земени се знаат они како ги делуваат. Сега Соединетите Американски држави се на 105. Може сите три држави изложени на различен ризик, па затоа. Па да, али големите сили, ајде ќе видам ака народски ќе кажам, кога се закачаш, ризикуваш и да те закачаат. Затоа и овие големи сили не се толку безбедни. Соединетите Американски држави на, не знам, 128 место, русите на 154 место, но види кои се најбезбедни. Данска, Исланд, Норвешка, државите кои тие кои што се гледаат својата работа. Да, стандардно. Нов Зеланд, тоа оној напад што го коментиравме дека ништо не се случува, одеднашка се случува, но генерално светот, јас не би се согласил дека е најбезбеден во последниве 5 години, може би нема некој отворен конфликт, веројатно е тоа параметарот, нема отворен конфликт, но колку што можеме да видиме геостратешки, кога ќе видиме дека сегде во светот врие и секој миг може да дојде до некаква војна, само укажува дека светот воопшто не е безбеден. Ја ќе вратам една паралела со состојбите пред Првата светска војна. Историски светот беше некако мирен, па одеднашка се појави таа голема војна. Сакам да ти додадам само за овие држави од Скандинавија. Сите се со природни ресурси. Па добро, сите црпат својата економија од политиката Чаловски што ја водат не е наметлива. Ние знаеме дека во Втората светска војна, кога нацистичка Германија почна да освојува, Полска пружи отпор. Не се сеќавам дека Данска и Норвешка и Шведска пружија отпор. Сите одеднашка стана и измислија политичари како Квислинг, што до ден денеска испадна дека соработува со непријателот. Тоа се нации кои не ратуваат и нации кои се согласуваат за мир во куќа да се предадат на било кој. Така, Дејан Андоновиќ, си благодариме за оваа стандардна анализа во отвореното студио 1. Почитувани останете со нас, за кратко следуваат вестите на 1 ТВ, најновите информации со Елена Джугуманова. Се гледаме во 17. Македонија и Европската Унија. Вечерва во 21 часот. Гости на Саша Ордановски во печат на неделата се Ѓорги